Докажи дека од хипотезите, Том, студент од овој клас, знае јава. Секој кој знае јава може да добие добро платена работа. Тоа се две хипотези. Следува заклучокот. Некој од овој клас може да добие добро платена работа. Што ми имаме секој, што ми имаме некој, најверојатно ќе треба да користиме исказни функции. За да ги дефинираме, односно да ги запишеме со символична логика хипотезите, ќе ги искористиме следните две исказни функции. P од x ќе ни биде x е студент од овој клас, Q од x ќе биде x знае јава и r од x ќе биде, или ајде s од x, оставаме r од x ќе биде x добива, или може, ајде било како, да добие добро платена работа. Користејќи ги овие исказни функции, сега ќе ги запишам хипотезите. Зошто вака ги дефинирам? Па имаме. Знаеме, овде имаме информација дека Том е студент од овој клас, и исто така имаме информација дека Том знае јава. Понатака имаме секој кој знае јава може да добие добро платена работа. Ова имаме тука, знае јава, може да добие добро платена работа, ние дефинирано со r од x. Користејќи ги овие исказни функции, хипотезите или предпоставките можам да ги запишам на следен начин. Првата предпоставка што ни кажува дека Том, ајде да ја прочитаме, Том, студент од овој клас, знае јава. Ни кажува дека Том е студент од овој клас и Том знае јава. Првата предпоставка ни е P од Том, Том е студент од овој клас и Том знае јава. Имаме P од Том и Q од Том. Ова ни е предпоставката 1. 2. Секој кој знае јава може да добие добро платена работа. Секој кој знае јава може да добие добро платена работа. Ова може да го кажеме на следен начин. За сите x важи. Ако x знае јава, тогаш истиот тој x може да добие добро платена работа. За сите x важи. Ако знае јава, тоа ни е Q од x, тогаш може да добие добро платена работа. Тогаш r од x имаме. Ова ни е предпоставката. Повторувам, секој кој знае јава може да добие добро платена работа, може да се запише. Како? За сите x важи, ако знаат јава, тогаш може да добијат добро платена работа. Дали од овие две предпоставки може да стасаме до заклучокот некој од овој клас може да добие добро платена работа. Продолжуваме понатака. Добра пракса е да го запишете заклучокот настрана за да не лутате при заклучувањето и да имате на ум дека треба да стасате до такво нешто. Некој од овој клас може да добие добро платена работа. Треба да стасате до следното. Постои x, значи постои некој x за кое што е исполнето дека тоа x е од овој клас, значи x е од овој клас и истовремено може да добие добро платена работа. Тоа ни е r од x. Постои некој x кој што е од овој клас и може да добие добро платена работа. Продолжуваме со задачата. Ајде да видиме дали од овие предпоставки може да стасаме до ова.
Бидејќи е исполнето P од том и Q од том, користејќи упростување може да заклучиме P од том и 4 Q од том. Чи ова се добива со упростување на 1 и ова се добива со упростување на 1. Бидејќи за сите x важи а колку од x тогаш r од x тогаш важи и за том. Па така, од 2, користејќи универзален примерок, може да кажеме q од том повлекува r од том. Повторувам уште еднаш додека сме на почеток, бидејќи за сите x-ови важи кои повлекува r од x, тогаш ова важи и за том. Па така, под 5 пишуваме q од том, следи r од том. Имаме универзален примерок на 2. Повторувам, што сте искористиле, мора да запишете на крај. Целта во оваа задача, понатака докажувањето ми е да стасам до r од том. Дали гледате како може одма да се стасе до r од том? Имаме q од том и q од том повлекува r од том. Кој закон е? Ова, значи, кој закон беше P повлекува Q или кој е правилно заклучување се извинувам, P повлекува Q и P. Што може да заклучиме од P повлекува Q и P? Од ова може да заклучиме Q. Q повлекува том имаме, R повлекува том и од том. 6 имаме R од том. И овај закон се вика модус поненс. Направихме модус поненс на 4 и на 4 и продолжуваме понатака. Од 3 и 6 може да заклучиме, бидејќи исполнето и P од том, тоа ни е 3, и е исполнето и R од том, тоа ни е 6, може да заклучиме P од том и R од том. Ова ми е конјункција на 3 и 6. Што искористим? Ако P е исполнето и ако Q е исполнето, тогаш може да кажеме дека е исполнето и P и Q. Добив P од том и Q и R од том. Најдов една конкретна вредност од доменот, ако доменот се сите луѓе, x, в случајов тоа е x е еднакво на том, за кое што е исполнето дека е исполнето P од том и R од том, P од x за тоа x и R од x за тоа x, а x од ние. Том, односно дека том е истовремено студент од овој клас и тој може да добие добро платена работа. Од тоа следи дека најдов конкретна вредност од доменот за која што е исполнето и P од x и R од x. Користејќи екзистенцијална генерализација може да кажеме дека постои x за која што е исполнето и P од x и R од x. Стасавме до заклучок. Зошто ова може да го тврдиме? Значи ова ни е екзистенцијална генерализација на 7. Зошто ова може да го тврдиме? Бидејќи најдовме дека за том е исполнето дека том е студент од овој клас и дека том може да добие добро платена работа. Оттаму може да кажем дека постои некој x
Најдовме барем едно x за кое што е исполнето. И P од x и Q од x, па така оттам може да тврдиме дека постои x за кое што P од x и R од x, односно го добивме заклучокот. Ајде мала дискусија за ова задача. Ајде да видиме како може погрешно нешто да заклучите. Ако имаме нешто вако. П од Јана, ако стасавме, кој сте исти овие функции, и Q од Јован. Дали од овде може да утврдиме ово. Дали може да заклучите дека постои x за кој што P од x и Q од x. Дали од ова може да го заклучите ова? Не. Забележувате дека ова ни значи дека Јана е студент од овај клас и Јован може да добие добро платена работа. Но не значи дека Јана е студент од овај клас и може да добие добро платена работа. Може ли? Не може да добие добро платена работа. Вториот дел значи дека Јован може да добие добро платена работа, но не значи и дека е студент од овај клас. Значи, за да направите екзистенцијална генерализација, мораше во овој случај кај аргументот кај двете исказни функции да е ист како во овој случај тука. Уште една грешка која може да ја направите. Ако најдете дека нештото важи, ќе земам дека P од x важи за P од Q. Најдете еден за кој што важи. Дали може да тврдите дека за сите x од доменот важи. И ова е погрешен заклучок. Тоа го дискутиравме на минатото видео и на вежбата на малце по-детален начин.